И што туку помислев дека завршивме со тема иновации, кога ми текна дека и овој разговор е тесно врзан, да, со иновациите. Го најавуваме вака, дали знаевте дека 20% од целото население се лица со попречености и дека на едно лице со попреченост со просечен век од 75 години поминува дури една година само во облекување. Зен брендот, за кој што ќе зборуваме во наредниве минути, најавувајќи и првата модна ревија за инклузивна облека, ќе го намали времето за облекување до 50%, а подготвувањето на корисниците ќе им го трансформира во искуство кое што ќе представува уживање и животна радост. На оваа тема со Герет Рипков, идејниот творец на инклузивната облека за лица со попречености, чие здружение го организира инклузивната модна ревија на 25 септември. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, дечки. Фала ви многу на поканата. Имаме многу за што ќе разговараме овој утро. Гера, но не можам да не го искористам вашето гостување во Македонија наутро, да ве прашам за оно за што најмногу се дискутира изминатиот период, што е голема болка на родителите на деца со попречености, оние кои што не можеа да ги пуштат на 1 септември на стартот на училишната година. Комуницирате постојано со нив, какви се реакциите, како се снаоѓаат во меѓувреме? Ситуацијата е делумно драматична, заради тоа што тие родители секој еден ден кој што им е без ангажман на асистент може да им значи компликација во животот. Не само заради тоа што има член на семејството кој што има попреченост, па треба само за него да се грижат, туку и нивниот цел живот треба да го реорганизираат во тие моменти кога тоа не се случува. Јас се надевам дека владата која што поради политичките случувања и скорото формирање, ќе им дадеме шанса, меѓутоа сепак би укажал на тоа и апелирал тоа да се прави навремено, заради тоа што им е потребно тоа на тие лица. Една позитивна работа е што бројни издруженија, но и индивидуалци не ги чекаат институциите, работите ги превземаат во своји раце и прават свој собствен ангажман за помош, поддршка и зголемување на свеста. Трето издание на Фестивалот за инклузија летова. Помина успешно, добива на масовност. Задоволни сте како се пренесува од година во година пораката на фестивалот? Да, многу сме задоволни. Од оваа година имавме неколку нови активности, како што беше филмската програма. Се трудиме да ги адаптираме сите настани за различен тип на попреченост. Се надевам дека веќе во наредната година ќе имаме соодветни настани и содржини за лицата кои што се со оштетен вид, меѓутоа и оние кои што се глуви, со толкување, со индукцијска лента и така натаму. Многу би сакал тој фестивал да стане едно каче, едно место каде што овие лица ќе докажуваат и понатаму дека нивната попреченост не е нешто што ги ограничува, туку и ги мотивира не само нив, туку и целата околина за да живееме поквалитетен и поубав живот. И за да дојдеме до моментот што ова поттикна да размислувате на тема инклузивна облека, која на големо ќе го улесни животот на лицата со попречености. Колку време вам ви беше потребно, Гере, утрово да се облечете за да ни дојдете во Македонија наутро? Па само за панталоните да ги облечам околу 10 минути. Потоа доаѓаат патиките, чорапите и така натаму. Сеп тој процес кој што кај нормално лица би траело од 2 до 3 минути, кај мене трае околу 10 на 15, може би 20 минути. Станува навика и рутина или се повеќе фрустрира од ден на ден? Со облеката која што имаме достапна на пазарот и нели со ова брза моза, станува се повеќе фрустрација, бидејќи трендовите налагаат да сме во потесно, да сме во понекомотно, нешто што може би изгледа наведум убаво, меѓутоа нема функционалност. Инклузивната облека го решава проблемот со облекувањето. Како дојдовте до идеја за инклузивна модна ревија? Од самиот факт дека јас сум лице со попреченост, меѓутоа и поради тоа што имам моје искуство и работев како модел, кога не бев лице со попреченост. Фактички преку тие две искуства од лице со и без попреченост некако ги спои во една содржина, еден проект преку кој што би сакал да помогнам на секој еден кој што за кого представува облеката фрустрација, а не задоволство. При тоа со облеката која што ќе ја креирам и се вика адаптивна облека,
ние ќе го зголемиме квалитетот на животот на овие лица, исто така ќе зголемиме нивната самодоверба и преку тоа ќе се приклучиме кон создавање на подобри услови за нивно вклучување во општеството, бидејќи нели промената секогаш поаѓа од нас, а веќе кога вие се чувствувате подобро со себе, со својот живот, со тоа што е вашата околина, веќе имате и подобри шанси за да се вклучите соодветно во општеството. Ни донесовте едно парче од облеката која што ќе можеме да ја видиме на ревијата и сега ајде да појасниме. На прва изгледа како кошула која што секаде може да се набави, но има многу разлики пошто ја прават поинаква и уникатна. Ова парче е за лица со оштетен вид. Да. Пошто го прави препознатливо? Што се карактеристиките и што го прави уникатно? Првата главна карактеристика е тоа што имаме детали кои што се рефлектирачки. Тоа се овие. Тие се на крагњата, каде што во ноќни услови за движењето на возилата или за околината предупредува дека лицето е во близина, нели? Нешто што е главна карактеристика. Потоа го имаме тоа џепче од левата страна, кој што во финалната верзија ќе има отворен дел, каде што лицата со попреченост ќе го носат својот мобилен, меѓутоа и не отварајќи го џебот, ќе можат да комуницират преку телефонот. Тие користат асистивна технологија од телефоните, така да не мора секогаш да го држат на уво или не мора секогаш со рацете да се блиску до ушите, туку едноставно ќе можат да си го носат во џепчето и на страните има. При тоа на страните да направивме отвори кои што ќе им го олесни едноставно облекувањето, заради тоа што на овие лица исто така обичната облека им прави предизвик, нели, бидејќи се тесни и слично. Ова е карактеристика која што имаме кај лицата со количка, значи отворени странични делови. Ако може, вие ме гледате, меѓутоа не знам камерата дали ќе примети, меѓутоа ние секогаш во овој дел, бидејќи панталоните се ниски, остануваме голи во делот каде што ни се, нели, каде што ни се бутниот предел и овде со отварањето фактички ќе направиме процеп каде што кошулата нормално ќе си легне и ќе не заштити од напред, бидејќи имаме повеќе материјал од напред. Така. А постојат ли дизајнери во Македонија кои за лицата со попречености може да сошијат облеки овде? Дизајнери кои што можат да проектираат тоа што би посакале постојат, меѓутоа нашите капацитети текстилни капацитети не се подготвени за ваков вид иновација. Меѓутоа јас сакам да докажеме дека возможно е преку еден креативен процес, инклузивен процес, каде што вклучуваме повеќе страни од креативци, од лица со попреченост кои што се директни корисници, како и со добро знаење, ноу-хау од странство можеме да направиме бренд кој што ќе биде препознатлив и во светот. Нажалост, како што кажав, не имавме голем проблем да најдеме некој што ќе ни помогне со шиење на овие материјали. Фала Богу, најдовме една таква особа, која што сега соработува и во тим, значи не е сама, и 3 лица веќе активно работат да ја довршиме колекцијата. Колку модели ќе можеме да видиме на 25 септември, како ќе биде организирана ревијата? 95 парчиња. Истите ги покриваме од краудфандинг, значи собирање на донации на настано-донаторски кружок кој што се одржи пред една година. Со ова го финализираме проектот наречен Зенсоаре, значи модна ревија, каде што овие 31 лица со различен тип на попречености ќе зачекорат по модната писта. Ова е искуство кое ќе го креираме пред се за нив, ќе произведеме еден настан кој што ќе биде на ниво на Fashion Week, Fashion Weekend од модните ревии, бидејќи јас го имам тоа искуство и продукциски ќе биде на највисоко ниво. Ги спремаме веќе лицата со попреченост на такво искуство. Некои од нив се снаоѓаат, некои не, меѓутоа тука сме да им асистираме. Секако ќе имаме забава, ќе имаме едно културно музичко шоу на самиот настан и ќе имаме изложба од нив на портрети во голем формат, каде што ќе имаме кратко CV од нив и една порака до општеството од секој од нив. Настанот ќе се одржи на 25 септември, а можеби ве претркав, можеби на 25 септември во Музеј на современа уметност. Нажалост мора да го ограничиме бројот на гости. Сега за сега ќе биде со покана, меѓутоа има шанси во последниот период да дозволиме уште 10 на 20 луѓе да ни се приклучат, меѓутоа ќе ги замолам сите оние кои што се заинтересирани да не следат на социјалните мрежи, каде што ќе објавиме повик
за да можеме да ги поканиме оние што се дополнително заинтересирани. Лайвстрим, преносот во живо на социјалните мрежи секако е опција за сите оние кои што ќе сакаат да видат, дека има многу што да се види. Кога ја забележав кошулата на прва, не знам дали забележуваш, Ване, изгледа како, впрочем, и твојата кошула. Нема никаква голема разлика. Кога станува збор за дизајнот, апсолутно модерни парчиња се, не е ништо што е поинакво, па и некако кога станува збор за прилагодено, чудно звучи тоа прилагодено. Модерни парчиња кои што секој би ги носел. Знаете како во модата имате циклус од 25 години, каде што модата се враќа. Веројатно го имате тоа приметено, нели? Ова е нешто што е апсолутна иновација која што ги вклучува сите модни трендови и се она што функционирало во модата во една колекција. И ова е стартна колекција која што ќе ни служи за понатамошен развој на нашиот бренд. Така да, ете, ние како Сдружение Equality и нашиот проект Zen Futurus ќе користи исто така од овие искуства за да можеме да произведеме една колекција која што ќе биде компатибилна, компактна, пријатна и нешто што е посебно искуство за овие лица. Мислам дека секој заслужува нели такво искуство и утре задутре да се фалиме дека имаме бренд кој што е македонски бренд и е представен на најпознатите модни писти и фешн викенди или недели во светот. Така. Чекор Плюс кон создавање на подобро и поинклузивно општество е ревијата. Те знаеме како голем борец за правата на лицата со попреченост, да се олесни нивното секојдневие. Сигурно имаш и денови, периоди кога ти доаѓа да кренеш раце од се со оглед на тоа нели на какво тло живееме, зборувам за целиот овој регион од Европа, но ајде да го завршиме позитивно разговорот, дали се тоа што го правите заедно со твоите луѓе не водат во насока кон поинклузивно општество. Неколку години наназад ќе те вратиме, ќе дојдеме и до денешен ден. Каква е генералната перцепција? Да, еве моја ретроспектива. Ако зборуваме за пред 5 години, ние немавме ни едно лице вработено во било каде, кога зборуваме за јавни или државни установи. Денес веќе во општините вработуваат лица градоначалниците кои што се со попреченост. Зборуваме за лица кои што активно учествуваат и добро се извршуваат својата работа, она што им е дадено како задача. Тоа е првиот чекор. Вториот чекор е лицата што се со попреченост се веќе активно вклучувани во културните настани. Не само како гледачи, туку и како учесници во самите проекти. Имаме глумци, имаме пеачи, ние ги вклучуваме во сите наши активности. Имаме лица кои што се попреченост веќе кои работат не само во организациите, туку веќе и во приватни компании. И ќе ви изненадам со еден факт, компаниите се почесто ни се јавуваат да вработуваат лица со попреченост, што значи дека ние добро ја вршиме работата овие организации кои што се од нашата област и зборуваме не само за наши компании, туку и странски компании кои што се дојдени во Македонија и кои што сакаат да бидат општествено одговорни. Со тоа на некој начин се заокружува нели оној круг, меѓутоа јас не застанувам тука заради тоа што не сметам дека треба да се задоволиме со првиот чекор, туку треба веќе тие лица и да ги гледаме и се почесто надвор, а не само дома или на работа. Туку како активни учесници во општеството, што ние го правиме ни сите овие проекти кои што ги работиме. И она што сакам утре задутре го видам и дава некако што кажа се обесхрабрувам, понекогаш нормално е, луѓе сме, нели? После толку време работа да имаме пат на енергија или слично, меѓутоа само ќе се сетам за тоа што правиме. И тоа исчезнува во миг. Значи, не ми треба денови да се рехабилитирам, буквално само ми се појавува таа мисла и исчезнува тоа. И за крај на разговорот не можеме да не прашам, ќе ве видиме ли вас на пистата? Оние кои што добро ве знаат дека години работевте како модел, дека целата таа приказна заврши со менувањето на животните околности, но дека никогаш не е доцна, пак докасе и оваа модна ревија. Ќе ве видиме на пистата? Ќе ме видите на пистата, меѓутоа како некој што ќе биде во позадина, бидејќи на вистина светлото ќе сакам да го впериме кон сите овие 31 лица. Јас имав доста животни искуства и направив многу во мојот живот. Ви недостасува тој момент? Не ми недостасува, искрено. Сакам сега да креирам најдобри услови колку што може за сите овие лица кои што се мои другари и другарки.
И овој настане токму за нив. Јас ќе бидам секако во позадина, ќе ги поддржувам, ќе ме гледате таму на настанот и верувајте дека јас ќе бидам исполнет на самиот ден. Меѓутоа не и на самиот ден, ова облека ќе им биде донирана на нив. Тоа се нашите корисници, нашите другари и другарки, ќе ми биде многу кејф заедно да уживаме во таа атмосфера. Успехот на целата ревија веројатно би бил додолку поголем кога овие парчиња ќе можеме да ги најдеме во било кој од продавниците во Скопје, кога секој од нашите граѓани кои што имаат попречености ќе може да си ги набави за себе. Да. Ова е, мора да кажеме дека ова е скапа продукција, значи доколку во нормалната продукција, она што е стандардна, не знам, производство на една кошула кошта од 1 евро па до луксузните оние и по неколку десетици или стотици евра. Ова е доста скапо производство, меѓутоа, како што кажав, и од самиот момент кога го креиравме брендот, реков дека ќе дозволиме на оние кои што не можат да си дозволат субвенционирано купување на ова облека, така да ќе пробуваме да соработуваме со министерства или со влади кои што ќе сакаат дел од трошокот да го покријат, како што е случајот кај помагалата, веќе сметам дека и ова облека ќе им го олесни животот, исто како што мене количката или други помагала кои што користиме. Да одиме со линк во Охрид во интерес на времето, бидејќи малку го продолжиме разговорот. Благодарам Гира за гостувањето во утринската програма. Со завршувањето на ревијата повторно ве очекуваме со моделите во студио да видиме тоа како функционира во пракса. Ќе ни биде чест, фала ви многу, задоволство секогаш да се видите.